Нешто повеќе од 2 ефективни часа траеше 28-та седница на Советот на општина Кочани, иако советниците во клупите се задржаа нешто подолго. Скоро целото време го потрошија за дискусии за само една точка, а која се однесуваше на давањето согласност за формирање паралелки со помал број ученици во основните и средните училишта. Иако темата не е нова, туку е сериозна и актуелна со години наназад, сепак токму на оваа седница доби најголемо внимание, а уште на почетокот од дискусиите можеше да се насети оти расправата ќе трае подолго од вообичаеното. Бидејќи алармантни се бројките и навистина не би можела да опстои паралелка со 2 ученика, а да биде чиста, непосредно во близина, не непосредно, како подрачно училиште, а во близина да има централно основно училиште. Станува збор за училиштето, истото го посочив и на комисијата, Никола Карев. Во второ оделение, се извинувам, во прво оделение, во подрачното училиште село Градовци има 20 ученици, а се бара согласност за една паралелка. Навистина е специфично и неможно, ми се чине. Од анализите што ги правиме, ние вработените во образованието, бидејќи најмногу сме засегнани, наредната година ќе има и други училишта со по две деца. Едното е вашето матично училиште од која потекнувате. А една од причините зашто сега другите училишта немат доволно деца е непочитувањето на регионализацијата, што вие ја спроведовте во изминатите 8 години и дозволивте секој да запишува дете по своја желба оному каде што сака, без одобрение или претходна согласност од двете училишта. Не значи дека ние треба да се расфрламе со парите и не значи дека ако се дојдени тие средства од Министерството за образование, дека по секоја цена треба да ги даваме на паралелки, кои навистина не заслужуваат да бидат чисти паралелки со 2 ученика. Треба да правите разлика со дотациите што се. Значи тоа се наменети средства стрикно за една намена. Ако ги дават парите они со дотации за плати, тоа значи дека треба да ги потрошиме за плати. Не можеме ние да ги пренаменуваме за друго, да се расфрламе шевиките. Кон дискусијата на двајцата советници се приклучија и други нивни колеги со различни ставови и мислења дека проблемот со намалувањето на бројот на учениците во паралелките тешко може да се реши. Ние имаме празнење на Република Македонија и нема да го решиме, ние ќе ги изгласаме паралелките вака и така. Ќе бидат паралелка со едно, со 2, со 3 деца. Ама ќе имаме потоа нов разочаран наставник кој ќе гледа како да избега за Германија. Бидејќи е разочаран од нас, треба да бидеме малку и самокритични денеска. Ова работа не е една година, рековте и самите, 7 години го зборите истото. И немаме решение, веќе 8 година ќе имаме, немаме решение. А имаме решение, што предлагаме ние? Постепено, секој да сване дека нема деца и дека ќе мора да си замине. Мене ме загрижува и фактот што колегите од позицијата, тивко си траат и сакат на мала врата ова да помине, или имаат подршка од градоначалникот и ќе се залажуваме, вистината е јасна. Значи, граѓаните треба да знаат дека сето ова е само за задоволување на ситни партиски интереси, ништо друго. Основниот проблем е, сите вие тоа добро го знаете, никој не ќе тука да каже, вртите околу тоа, што со наставниот кадар кој што е вработен сега. Тоа е основниот проблем. Ама никој не нуди решение, нити имаме ние квалитетна анализа и во информацијата, инаку, што значи намалување на бројот на учениците, или што значи укрупнување на бројот на учениците, односно, средување на бројот на учениците према законските одредби. Ние немаме никаква квалитетна анализа и информација, што значи тоа, дали некој училиште треба да се затвори, дали да се намалат паралелките, дали да се спојат 2 училишта во едно, ама тоа бара намалување на наставничкиот кадар. По овие дискусии имаше и конкретни размислувања како да се реши проблемот со вишокот наставници. Ме боли мене, го боли и колегата што 15 години, 20 години некој не предвиде колку доктори ќе има, колку наставници ќе фалат или колку наставници ќе бидат вишок за да се реши ситуацијата. Ако не доаѓаат колеги од Штип на интерно или на хирургија или на било кој, треба да се затвори Кочанската болница? Не. Истото и со ова. Колегите треба да сватат, јас верувам дека еден од решенијата ќе биде и тоа. Сакате, некете,
ќе си земете превозно средство, дали автобус, дали воз, дали кола и ќе треба да патувате. Можеби наши наставници, ако не сакат да си одат во Германија или дај Боже да сакат да останат тука, можеби ќе предават и во аеродром. Јас имам информација дека, еве ќе споделам, во Свети Кирил и Методи училиштето ќе оди еден наставник во пензија. Дали ќе оди или не, треба да оди. Имам информација во Никола Карев, 2 или 3 наставници ќе одат во пензија, односно треба да одат. Сега тоа треба и ќе одат, убаво рече колегата пред мене од опозиција, значи рече дека треба да ги натераме да одат во пензија или ако не, да ги пратеме да патуваат некаде. Со оглед што беше прозван за состојбата во образованието, во дискусијата се вклучи и градоначалникот Илиев. Добро е да ја сопреме оваа ситуација, да не оди во нагорна линија. Веројатно многу труд и многу мака ќе биде потребна ова да го решиме и добро е ако се најде решение за луѓето кои заминуваат во пензија полека, но сигурно да ги пополнуваат други кои се од редот на вработените, да не примаме нови вработени, да не го зголемуваме бројот на наставниците и да не станува проблемот многу поголем, бидејќи на крајот на вистина ќе дојде еден ден што се вика кога ќе мора да се преземат радикални мерки кои ќе бидат многу болни. По дискусијата на градоначалникот имаше неколку размислувања од советниците, при што беше побарано дури и да се повлече точката од дневниот ред. По објаснувањата што ги дадоа директорите на дел од училиштата, дискусијата на седницата уште повеќе се вжешти, поради што председателот на советот беше принуден да ја прекине со пауза, а на која имаше и лични навреди, по кои следуваше јавно извинување на говорницата. Сакам и лично име да се извинам на директорот затоа што бурно реагирав и во таа бурна реакција и во можеби навредив. Меѓутоа сакам и да еден апел до вас, председателе, кога имаме представници на одредени институции кои што се повикани овде да дадат образложение на советот, на прашањата, да одговорат на прашањата на советот, да не се злоупотребува говорницата за држање на политички говори. На крајот од дискусиите по точката, по повеќе од 2 часа се премина на гласање на кое со 10 гласа за беше дадена согласност за формирање паралелки со помал број ученици во основните и средните училишта во Кочани. Заедно со точката беше усвоен и заклучок во наредниот период да се направи анализа на бројот на ученици и паралелки, како и на наставници кои треба да заминат во пензија.